Пред да ви презентирам конкретни податоци околу состојбите и преземените мерки од страна на МВР во врска со регистрирани случаи на напади врз новинари, дозволете ми да потенцирам дека примарно за секое демократско и слободно општество е непречено функционирање на медиумите, не само во поглед на отвореноста и достапноста на институциите на системот, туку и во поглед на безбедноста во извршувањето на самата професија новинар. Но реалноста е дека во последните неколку години имавме бројни напади врз новинарите. Во врска со нападите на новинарите кои се случија во претходните години, Министерството за внатрешни работи изработи анализа со цел прецизно да се утврди на кое ниво се истрагите за овие случаи. Особено заради фактот што во зависност од лицето кое било нападнато, имаме очигледна разлика во обемот, интензитетот и динамиката на спроведувањето на оперативните истражни действија од страна на службите во Министерството. Најголем проблем представува тоа што во одредени предмети пропуштени се действија и постапки кои требало да бидат преземени во кратки временски интервали за да се добијат валидни резултати. Исто така, постојат согледувања дека во одредени предмети недостасуваат докази или елементи кои во рамките на истрагата би допринеле за откривање на сторителите. Во периодот од 2013 до јуни 2017 година до Министерство за внатрешни работи се поднесени вкупно 47 пријави од граѓани или медиуми, а се однесуваат на физички напад врз новинари, загрозување на сигурноста во вид на закани од секаков вид или говор на омраз. Најголемиот дел од овие пријави се на подрачјето на секторот за внатрешни работи Скопје, 29. Потоа на подрачјето на секторот за внатрешни работи Охрид, 14. Две поплаки се евидентирани на подрачјето на секторот за внатрешни работи Струмица и по една во секторот за внатрешни работи Штип и во секторот за внатрешни работи Битола. Во врска со постапувањата за евидентираните случаи, МВР има поднесено кривични пријави против 5 сторители за постојање основани сомненија дека сториле вкупно 5 кривични дела, од кои 3 кривични дела насилство и по едно кривично дела затајување и изнуда. Во 5 случаи од пријавените настани поднесени се барања за поведување прекршочна постапка за сторени 5 прекршоци. Исто така констатирано дека во 6 од евидентираните случаи се работи за видови на кривични дела кои што согласно закон се гонат по приватна тужба. За 2 од вкупно 47 случаи констатирано дека нема елементи за прекршок, за 7 случаи е изречена мерка предупредување, за исто толку случаи 7 доставени се известувања до надлежните основни јавни обвинителства, а 15 случаи се уште нерасчистени. Наспроти ова, во периодот од јуни 2017 година до денет регистрирани се 12 настани, односно напади врз новинари, од кои 5 случаи на подрачјето на СВР Охрид, потоа СВР Скопје 4, на подрачјето на СВР Велес 2 случаи и 1 настан на подрачјето на СВР Штип. Постапувано е во сите пријавени случаи и при тоа веќе се поднесени 2 кривични пријави за 2 лица поради постоење основани сомненија за сторени кривични дела насилство и загрозување на сигурноста. Во 3 случаи поднесени се барања за поведување на прекршочна постапка против 6 лица, за констатирани 3 прекршоци според Закон за прекршоци против јавниот ред и мир, од кои 2 прекршоци за физички напад и 1 прекршок за малтретирање, омаловажување, понижување и навредување на друг. Исто така за 1 случај поднесено известување до надлежност основно јавно обвинителство за кривично дело загрозување на сигурноста. За 1 случај констатирано е дека се гони по приватна тужба, а 4 лица се писмено предупредени. Само уште 1 случај остана нерасчистен од почетокот на месецов, но очекувам тој многу скоро да биде расчистен. Почитувани представници на медиумите, неприкосновеноста во професионалното и непречено извршување на новинарските задачи, за жал од пред неколку години стана проблем. Причините ни се познати на сите нас, но она што во овој момент е важно и што треба да го имате предвид е решеноста на Министерството за внатрешни работи, таквата пракса во наводници, односно наметната општествена појава, заради која дополнително како држава бевме критикувани во годините наназад од мноштво релевантни домашни, странски институции и асоциации, вклучително и од Европската Унија, да биде анулирана.